овие денови, започнувајќи од самиот денешен ден, светници, односно влегувањето на Христа, Господ Исус Христос во Ерусалим, до последниот ден, односно воскресението, неделата, се случуваат славни и неопишливи работи за човековиот ум. Во премудро Сирафово има една интересна мисла, која тя парафразира: нема ништо ново под небото. Точно. Нема ништо ново под небото, но единствено нешто ново што дојде под небото, што е велико и страшно, што е неопишливо за човековиот ум, за човековата наука, за човековата логика, е тоа како Бог слезе на земјата, се воплот и стана и човек, остана и Бог, страдаше како Бог за луѓето, претрпи да биде бичуван, лукан, понишуван, да умре и да воскресне. Ете, тоа е ново под небото, како што рече пред малку премудро Сирафово, но јас велам, еве го, ова е новото под небото, за кое ниту човеково око не видело, ниту човеково око не слушало. Значи, самиот факт, поради тоа што се случуваат неопишливи за нас нови чудни работи, е тоа. Реално да зборуваме, проблемите што ги имаме секој од нас, се проблеми кои не се од вчера. Така е. Вашиот проблем сигурно го имале уште 1000 луѓе во овој свет. Значи тоа е веќе старо. Може би го имале и во минатите векови. Но единствен човек што дојде, како Бог беше раснат, воскреснат, е еден. И тоа е оно новото. И башка не е чудо за 3 дена, тоа чудо се уште трае. Тоа е, како тоа е сушност, што е зборот страстна седмица, и ако би ја чути, не може да кажете и добро. Добро. И што е суштината на значењето страстни, велики дени? Што мора да знаеме дека се што се содржи во црковниот богослужбен круг има своја суштина и своја цел. Така и претходните недели кои што беа под Великиот пост и оваа седмица што е. Велики понеделник, како ден кој црквата го слави и го празнува, е познат последнава работа. Именно денес на цветници Христос влезе во Ерусалим и замислете, влегува во Ерусалим и царот и Бог на сите. Наместо од возрастните да ја прими пофалбата, тој пофалбата ја примаше од децата и од младенчињата, како што е напишано во писмото, од устата на младенчињата и оние што цицаат ќе примиш пофалба, при што самите тие викаа осана во сините. Денеска го прима Ерусалим Христос со радост. Но утре ден, односно на Великиот понеделник, Христос оди во Ерусалимскиот храм. Но што ќе затекне оној чиј дом е храмот? Што ќе затекне оној со кого до средба доаѓаме со молитва во храмот? Затекнува тоа што во Ерусалимскиот храм во тоа време, зборуваме веќе за 33-та година од Христа. Храмот бил место на кое трговците римските монети ги заменувале со свештените пари. Имено мора да знаете дека во тоа време самата синагога имала посебна парична единица, со која единствено сте можеле да купувате жртва во храмот. И во истиот храм имало како денеска што имаме менувачници. Исто така и во храмот, за оние кои што доаѓале од диаспората, бидејќи според законот еврејски, секој евреј, барем еднаш во животот мора да оди во Ерусалим. И значи се случува веќе Пасха. Треба да наближи Пасха. Секој евреј оди во Ерусалим и тука се случува Пасха.
гледајќи Христос овој ден, тоест Велики понеделник, дека неговиот дом бил претворен во дом на трговија, се разгневува со свештен и праведен гнев и ги растерува сите тие трговци. Зошто ги растерува? Бидејќи Божиот храм не е храм за трговија. Божиот дом е дом за молитва. И самиот тој кога ги растерува вели: мојот дом е дом за молитва, не за трговија. И Христос утредента, односно гледано еврејски, денот започнува со ноќта, врз основа на нивното сметање истиот ден. Поминува покрај една смоква. Таа смоква, врз основа на кажувањата на апостол Марк, била во време есен, кога реално, дали есен беше да не, значи тоа ќе го тргнеме на страна, кога не можела да роди, кога морала да има на себе плод. Сите кои доволно се разбирате по овоштарство, повеќе од мене, мора да знаете дека смоквата како смоква најпрви дава плод, а потоа лисјата се нови. Значи Христос доаѓа тој ден покрај една смоква која имала расширени лисја, но немало плодови. Ја прополнува истата смоква и се исуша. Црквата тој ден, овој ден, односно Велики понеделник, го слави тој спомен. Но што означава смоквата за која си спомнуваме во Велики понеделник? Која е смоквата? Најпрвен кога Христос ја суши смоквата, ова се однесува на старозаветната синагога и на старозаветната религија. Бидејќи реално таа го немала, иако го имала дрвото, го немала плодот. Незините извршители биле проформа, значи единствено извршувале формално, додека суштината не ја гледале. Односно, го гледале она, не креве, чисто давам пример, не креве рака на својот брат, не кревале. Ако бе треба на својот брат да му помогнеме, од е гладен и жеден, поминуваме. Но, во преносна смисла, смоквата сме секој од нас. Зошто секој од нас сме? Знаете дека дрвото што не раѓа се сечи се трога Бог. Верујте, тоа ќе се случи со сите нас. Во Великиот понеделник и црквата и Бог не тера да се запрашаме колку плодно дрво сте, колку го заслужуваме Божиот благослов, колку сакаме да го добиеме Божиот благослов. И да размислиме штом Христос така постави со една смоква која е реално дрво, која не даде плод, како ќе поступи на судниот ден со оној кој што воопшто не дал духовен плод. Значи, да не се разбереме погрешно, Бог е милостив, љуби, сака, просвета. Но Бог е праведен. Секој да го даде според делото. Тоа се случува веќе во Великиот понеделник. Значи, се исполнуваме за смоква. Веќе Великиот вторник, односно утредената. Христос повторно проповедал и преседал во Иерусалимскиот храм и на апостолите им ја кажува приказната за 10 мудри девојки, за 10 девојки, од кои 5 се мудри, 5 се неразумни. Ќе ја парафразирам. Значи, си биле 10 девојки, 5 мудри, 5 неразумни. И требале да дојдат на свадба на младоженецот. На младоженецот задоцнил, а девојките заспали. И бидејќи тој дошол во доцна во ноќта, светилниците на девојките го гореле, знаете, кога има кандила ќе гори, тоа реално ќе го снема зејтин. И мора да имате зејтин за да ставите повторно за да гори. На 5 од нив им снимало зејтин, додека на 5 други имале зејтин. И им ја кажува тоа, таа парабола, укажувајќи им дека човекот во животот треба да биде мудар. Но што Христос всушност им кажа на апостолите? Што Христос всушност во парабола, значи приказно со, тоа значи приказно во која Бог ни дава некоја полука со значење. Што сакал Христос да им каже?
иако меѓу нас има и машки род, реално, колку сме, толку сме, тие 10 девојки, што Христос тука ги покажува во параболата, сме сите луѓе. 5 од нив се мудри, 5 се неразумни. За спивањето, за да дојдам до неразумните, ќе морам прво малку да дојдам до други работи. За спивањето на 10 девојки. Кој е? Смртта, која што сите ќе не стигне. Освен, моментално нема стигнало Енох и Илија, нив ќе стигне. Смртта која сите ќе не стигне. Кои се нашите светила? Нашите светила сме ние, нашето тело. Кој е елемент? Тука сме. Тука е суштината. Тука е суштината во што имаме разлика меѓу мудрите и неразумните. Кога неразумните побара од мудрите, дајте ни еле, тие им рекоа, немој тај нам да не ни стигне, затоа одете до купувачите, до продавачите, купете се еле. Елејот, односно зејтинот, кажеме сега масло, се милоста, човеколюбието и добрите дела. Односно со овие 10 девојки, Бог сака да не получи. Дека Бог, кој е човеколюб, кој е милосрден, кој ги сака сите, на второто негово доаѓање, кој ги се разликува од првото, кога дојде како судија, нема да дојде како слуга на првото, на второто ќе дојде како судија. Секому ќе му суди по делата. Односно, како што еден мој професор кажа, замислете го животот како кредит. Сите веќе во ова време сме запознати со кредитите. Суштината на кредитите ја знаете, одиш во банка, земаш кредит, истиот треба да го вратиш со интерес, со камата, како што ви рекле сега. Животот е тој. Бог ни дава кредит. Ни ја дава благовото на Светиот Дух. Ни дава живот. Значи, те пушта, како што банката те пушта, значи, ова се парите. Јас ви ги давам парите и велам. Ова се парите, правиш што ќе правиш, но со тие истите пари треба да ми ги платиш со камата. Бог така прави. Ни го дава живот. Вели, ти дадов живот, ти дадов шанса да се бориш. Искористи го правилно, бидејќи си истиот, ќе треба да дадеш одговор. Но бидејќи си повикан за живот во рајот, гледај достојно да го оправдаш овој кредит што јас ти го давам и она што ти го дадов, не само да ми го вратиш тоа, бидејќи не си постигнал ништо. Која е суштината да земеме кредит за бизнис и да спечалиме само колку за да можеме да вратиме? Дали сте направиле бизнис? Не. Всушност не сте ми успеале во животот, не сте требали ни да земете. Бог вели, ќе ти давам, но моето ти ми го дадеш множено, односно ќе ми ги покажеш твоите дела, ќе ми покажеш дека си научил да владееш живот, си научил да живееш според Божите патишта. Тоа е суштината на тоа што го бара Бог од нас. Тоа е суштината на милост. Милост која треба да ја покажеме кон секого, бидејќи Бог ни даде, кога не создаде шанса да бидеме милосрдни. Бог ни даде шанса да љубиме. Секој може да љуби секогаш, но времето е сега. Во тој велики вторник, тоа сака да ни покаже црквата. И сака да не потикне и да ни покаже дека стоите, до сега грешите. Секој реално од наш греши, има 1000 грешки. Океј, не е проблем. Но, наистина е проблем. Но имаш шанса. Сега уште не дојде младоженецот. Поправи се. Инаку, за да ви биде јасна параболава со младоженецот, малку ќе дојдам историски ќе забрекам. Во времето на Христос во Израел, свадбите не се правиле како што ги правиме сега, но биле на начинот на кој што младоженецот одел да ја зема девојката. И 10 девици, односно 10 девојки со свеќи почекале младоженецот пред куќата да дојде. И тие девојки влегувале во домот на младоженецот тогаш, во тој момент кога младоженецот ќе дошол.
И затоа вели, тие заспа, бидејќи младоженецот забуци. Еве една историска приказна, како Христос сака да ни покаже како пример за нашиот живот. Реално во овој ден сака Бог да ни каже, не знаеме времето кога ќе живееме. Не знаеме дали ќе се разбудиме утре. Бидејќи жална е вистината што луѓето без разлика на годините си одат. Има една светотечка полука која вели, живи го секој ден како да ти е последен и својот ум држи го во пеколот и така нема да скажеш. Тоа е суштината. Да, бидејќи кога ти знаеш дека поради својот грев ќе страдаш, нема да го направиш. Кога ти знаеш дека доколку убиеш, тоа е грев пред Бога и за истиот грев ќе бидеш виновен и ќе одиш во пеколот, нема да го направиш тоа. Кога ќе знаеш дека зло правиш на Бога со тоа што ќе украдеш, зарем некогаш би го направил? Не, нема да го направиш. Јас чисто се користам со тетрадката за да не зборам на памет. Веќе во Великата среда се случува една сосем друга работа. Христос оди во домот на Симон Лепрозниот, односно како што е кажано во Новиот Завет, Симон Прокажениот. Видете ја сега Бог милоста што ја покажува реално. Во онаа време во Стариот Завет, морам да ви кажам дека било забрането, дефинитивно на тоа се било забрането човек да се дружи со човек кој што имал лепра. И такиот требал да биде исфрлен од заедницата. Христос својата милост ја покажува со тоа што оди при таков човек и го исцелува. И во домот на истиот Симон се случува следно. Доаѓа една жена блудница, која гледајќи го тоа чудо како Бог исцелува човек кој бил болен, телесно болен, се покајува. Го крши алабастер, односно стаклен сад врз главата Христова со миро, кое во тоа време било навистина скапо и денеска е навистина скапо, и го излева врз главата на Христос. Се случува истиот тој ден, односно Велика среда, кога што црквата овој споменува празнува, се случува тоа што апостолите на чело со Јуда Искариотскиот, кој бил учен, односно имал завршено училиште што било тесно поврзано денеска со економски факултет за метроводство, така да. Тоест се побунува против делото на истава жена блудница и вели ова масло можеше да се искористи на многу подобар начин со тоа што ќе се продадеше на сиромашните. И гледано од прв аспект, да, така е. Но човек не ја знае Божјата промисла. Христос им вели, оставете ги сиромасите, ние вечно ќе ги имате. Нова жена со ова што го направи, ме припреми за погребение. Зошто за погребение? Мора и во овие настани да влеземе и преку еврејската традиција, преку еврејскиот закон. Човекот кога умирал тогаш во еврејската традиција, во Израел бил помачкуван со мир, со масло. И со самото помачкување Христос бил спремен во жената за погребение. Значи, во овој момент имаме жена блудница. Таа доаѓа, го дава сето она што го има за да го помаза Бог со скапоцно мир. Со надеж дека Бог, иако таа не била телесно болна, била духовно болна, имала грев. Со надеж дека Бог ќе го прости тој грев и ќе излечи тој грев. Што сака црквата да ни покаже и со жената блудница? Со тоа сака да ни покаже следно. Реално, освен оној што умрел девствен, и на мисла и на тело друг нема некој девствен. Сите макар на мисла блудничиме. Но не е блудот она што тука се зборува. Блудот е гревот. Секој грев против Бога е блуд.
Црквата сака да ни укаже следно. Блудничеше, грешеше против Бога. Има шанси да се покаеш. Ја најде грешницата милоста пред Бога, со тоа што дозволи неговата глава да биде помачкана. Вие замислете колку треба да бидете среќни да сте човек да ги бахнете носете на Бога. А там ја помачка глава. И вели, имајте вера, побарајте, ќе ви се даде. Сака да ни го укаже тоа и да ни покаже во оваа седмица дека ништо не е можно доколку натрешноста на нашето срце не изгледа че се покајаме. Веќе доаѓаме до по-страшни, по-силни, по-големи настани. Велики четврток, Велики петок и Велика сабота. Ова се настаните кога што и атмосферата во црквата и богослужението повеќе не е исто. Ова се настани на тага и воедно на радост. Ова се настани на трепет, но и воедно на големо блаженство. Зошто? Бидејќи веќе во овие настани започнува страдањето на Синот Божи, но започнува и спасението по верата на Брега. Веќе во четвртиот ден, односно во Великиот четврток, ги празнуваме Христовото миење на носете на апостолите, тајната вечера на која постановува светата причест, односно оно што ние го примаме како тело и крв тука, и предавството на Јуда. Започнуваат веќе и страшните и силни настани во црковната историја. Започнува со миењето на нозете на апостолите. Се собираат во домот на апостол Марко апостолите за да извршат пасхалната вечера, односно според еврејската традиција паската требало да се изврши во петок, а пасха е спомен, односно празник, на кој евреите се празнувале и се исполнувале на моментот кога, знаете, сте гледале за израелското робство и за Мојсе. Филмови сте гледали. Се исполнува за моментот кога биле во робство и кога Бог му се јавува на Мојсе да ги изведе од робството и кога им вели да заколат едно пасхално јагне и со истото тоа јагне да бидат подмачкани вратници од вратата ова како да се иде. И кога ќе го види ангелот на смртта крвта на истата врата, ќе е помни. И значи Пасха е всушност премин. И е спомен на кој израелците се спомнувале за преминот, односно за преминот од смрт во живот и за нивното избавување, односно за преминот од робството во Египет во израелската земја која што Бог им ја вети. Им ја вети и ќе им ја даде на идните генерации. Но нема да влегуваме во Стар Завет. Како и сите евреи, така и Христос ја празнува Пасхата, но овој пат ден порано. Зошто? Ке објаснам понатаму. Пред откако била поставена пасхалната трапеза. На масата наместо според тогашната традиција биле поставени леб и вино, а не бесквасен леб и пасхално вино. Христос доаѓа, се препашува и им ги мие нозете на апостолите. Прв застанува предавникот Јуда. И на него ми е прв, на другите. Последно на Петар. Петар вели: Господи, зашто ми ги миеш нозете, јас не сум достоен за нив. А Христос му вели: кога ти би знал кој ти ги мие, би сакали целото тело да ги измеши, тоа го бара Петар. Но не е битно. Петар, тогаш и Христос му вели дека Петар 3 пати би се откаже. И Петар вели: не Боже, јас за тебе ако треба и во смрт ќе одам. 3 пати се откажува Петар. Христос им ги мие на апостолите нозе од првиот до последниот. Велејќи им: кој сака помеѓу вас да биде прв, нека би биде последен.
И кој сака последен меѓу вас да биде, нека ви биде прв. Пазете уште едно нешто ново под оваа земја. Врз основа на логиката светска што имаме ние. Првиот е прв и сите му слугуваат. Така е? Последниот е последен и на сите им слугуваат. Не е Боже да сте кафе куварка, слугувате на сите. Христос им вели, кој од вас сака прв да биде, нека им служи на сите, бидејќи големината на првиот се гледа во тоа што со своето водство на сите ќе им послужиш, ќе им покажеш и патот, и вистината, и ќе ги одведеш на сигурно. Во тоа се гледа. А величината на последниот, како прв се гледа во тоа што неговиот пат, исто како на Господар, ќе му го покаже слугата, односно во случајот првиот. И тоа е така. Вистинскиот владател, вистинскиот водач ќе биде и голем и силен кога ќе научи да биде последен. Тоа научи Христос. Дека треба да бидеме исти, без разлика на облеката, без разлика на функциите. И јас, доколку носам мантија, не се разликувам од вас. И јас сум исто со вас. Но врз основа на благодата за свештонедејство што сум јас примил, само сум прв по чест помеѓу вас, но сум сепак ист со вас. Ги ми е носите. И на ова тајна вечера ви кажа, наместо со јагне и со бесквасен леб, врз основа на еврејската традиција, која наложувала утредента, односно во петок да се принесе Пасхата, тој ден претходно јаде квасен леб и пие вино. Зошто? Бидејќи вистинската Пасха, вистинскиот премин од робство во слобода ќе се случи утре. Вистинскиот премин утре ќе биде размет. Утре ќе виси на крстот, утре ќе биде биен, плукан, камшикуван и ќе му биде даден осет. Затоа ден претходно се случува, односно на Велики четврток, Пасхата. И на Велики четврток всушност Христос, Бог, ја установува светата причест. Односно, она што ние, исто како апостолите тогаш, го примеле во вид на леб и вино. И восстановајќи ја светата причест, Христос Бог им вели, држејќи го лебот, примете и јадете. Ова е моето тело, кое се прекршува за вас и мнозина. Не само за апостолите, но за сите христијани до последните времени, за простување на греховите. Им го дели лебот на сите апостоли, односно неговото тело, вкусувајќи и тој самиот. Потоа ја крева чашата и вели, пийте од неја сите. Ова е мојата крв, која се пролива и навистина утредента ќе се пролее на крстот, за вас и за мнозина за простување на греховите. И ја дава чашата на сите заклучно со луѓе. На друго место, во Новиот Завет, кога Христос бил запрашен од јудеите, кој е вистинскиот и небесен леб, од кој никогаш нема човек да огладни и дожени. Размислете, огладни и дожени, зашто се подразбира? Не во смисла на јадење. Духовно, така. Лебот кој што слезе од небото, односно Христос Бог, и вели, кој јаде од овој леб и пие од оваа чаша, ќе има живот вечен. Со тоа, оставајќи на сите нас, поука и заповед, да го правиме ова во негов спомен, доколку сакаме да ги имаме придобивките кои Христос за нас на крстот ги постигна. Прошка на гребовите, спасување од смртта и измирување со Бог. Погледнете ја величината. Бог преку леб и вино, не само на апостолите, не се дава и на нас,
за откако паднавме во грев, сега повторно да не измири. Сега да размислиме во што е и во што се гледа и состои човековата слобода, кога слободно го отфрла да го прими Бога на светата причест. Човекот има слободата да го отфрли Бога. Како што сега, откако Јуда веќе беше во план и виде дека нема корист повеќе од Христос, реши да го предаде. Добро. И така гледам дека веќе е толку и толку саат и дека веќе против него се собираат старешините, ќе запечувам парите. Тој предходно, односно на Великата среда, што заборавив да кажам, отиде кај еврејските првосвештеници и праша, што ќе ми дадете, доколку би го предадам овој човек. Мислејќи за Христос, кој не е човек, но е бил човек. Со тоа самиот јасно покажувајќи неговата вера во Христа, односно нула. Не верува. Веќе на Велики четврток, Бог му вели на апостол Јован, оној кој што прв од вас ќе добре од храната, тој ќе ме предаде. Прв од нас ќе вкуси. Му го дава првиот залак на Јуда. Јуда го зема залакот и тогаш во него влегува демонот. Сега, почиме малку тука. Да не помислиме дека Христос Бог и Бог намерно предотредија Јуда да го предаде. Реално, уште во псалмите е пишано дека оној што јадеше со мене леб на трпеса ќе ме предаде. Не е запишана личност. Иако Бог како сезна знаеше кој ќе го предаде. Но, се до тој момент, во Јуда се наоѓаше искушение. Дали да го направи тоа или не? Или како што на англиски би се рекло to be or not to be. Но, веќе навладеа ѓаволот со него. Навладеа интересот со него. Навладеа желбата за пари, за власт. И го предава Христос. Христос не му рече нешто. Иако како Бог тој можеше воскресна како Бог, воскресна Лазара, вчера беше воскресението на Лазара, како Бог крена немој, можеше иако како Бог да го спречи тоа, тој го дозволи. Со тоа апла Бог ни ја покажа самата милост. Но, гледајќи го ова предавство на Јуда, што Бог на нас сака до денес да ни укаже? Дали Јуда Искариот е еден? Дали Јуда Искариот еднаш постоеше и веќе не? Дали јас сум Јуда Искариот? Во што се состоише суштината на делото на Јуда Искариот? Искариот значи од областа дали тој Јуда можам да бидам јас Дејан од Паланка? Дали тој Јуда може да бидете вие од Паланка? Но како? Со тоа што ќе се откажеме од Бога. Како се откажуваме од Бога? Јуда се откажа од Бога преку гребот на сребрени пијат, односно 30 златници. Оди при првосвештениците и им вели: знам каде ќе биде Христос. Дојдете со мене, јас ќе ви отведам. А Христос, откако завршил со тајната вечера со апостолите, се искачуваат на гората, каде што Христос сакал да се помоли на Бога, бидејќи како Бог нема потреба што сами од себе си да се моли, но како човек, чувствувајќи ја својата слабост, ни покажува на нас дека во моментите на слабост и ние треба да клекнеме и да паднеме пред Бога, барајќи ја неговата помош, но и починувајќи се на неговата волја. Бидејќи во својата молитва Бог Христос рече на гората Елеонска: Оче, ако доколку е можно, нека ме одмине оваа чаша, но нека не биде според мојата, но според твојата. Сакајќи да ни покаже дека, иако во овој период Бог на постапе и после постапе, периодот на животот, Бог не бара од нас
да се разминемо, иако може би ги не разминат. Како што гледате во исламските земји, дури христијани се убиваат пред телевизија. Бог не бара од нас да го направиме тоа. Бара од нас и кога ти додат маките и проблемите што се наше лично распнување, да дојдеме со истиот пример со кој што рече тој, нека не биде мојата волја, но твојата, бидејќи сето оно што ми го дава, знам дека ми го дава за моје спасение. И така и се случи. Оно што сега Христос ќе го претрпе, ќе биде за спасение на сите. И веќе Христос оди на Елеонската гора, се моли, апостолите заспиваат, а и најсилниот помеѓу нив што дури и беше спремен да умре, и тој со нив. Еве го спремни да умре. И тој му се обраќа, вели, му кажува дека ти заспа. И им вели, веќе се приближи час каде што синот човечки ќе биде осуден и ќе биде предаден на смрт и растане. Во истиот момент, во ноќе, доаѓа Јуда Искариотски, значи зборуваме се уште за Велики четврток, со војниците од тогашните римски војници и со слугите на првосвештениците. Бидејќи во тоа време секој првосвештеник имал и своји слуги и своја войска. Доаѓа ноќе. Видете ја интересната работа. Секој оној што чини добри дела, ги чини дење. Бидејќи нема од што да се крие. Оној кој што врши криминал, кој што врши предавство, кој што ограбува, ноќе кога никој не гледа. Ова се случува ноќе. Ова го прават и првосвештениците и Јуда ноќе од една причина. Бидејќи Христос, кој се појавува како нешто ново во Израелот, кој веќе духовно е трулежан, околу себе собира многу народ. Веќе овие чувствуваат како им бега од синагогата народ. И што ќе направиме? Со овој човек мора да го разнеме, мора да го убиеме, мора да го уништиме. И знаејќи дека ќе се створи бунт, знаејќи дека ќе има масови умори, доаѓаат ноќе. Чиста работа. Доаѓаат ноќе. И на договорениот знак, кога Јуда со цели го предава Христа, го фаќа. Но пазете го, и во тој момент Христовото смирение и Христовата љубов. Доаѓа предавникот кон Бог. Бог не му вели зошто дојдеве издајицо, зошто дојдеве петоколонашо не еден. Вели зошто дојде пријател. Дури пријател го нарекува. Давајќи му шанса да се покаја, да падне пред носите негови да рече Боже, јас грешив, те предадов, се откажав од тебе. Му дава шанса. Тој доаѓа, го бакнува и вели, радувај се, Рави. Запамтете. Рави значи учител. Кога на некој ти му кажете учител, се обраќате кон него како кон човек. Јуда веќе ја исповеда својата неверност во Христа како во Бог, сметајќи го за човек. Велики учител, радува се учител. И во тој момент, најпрви сите и слугите и војниците паѓаат од страх. И во еден момент кога Христос вели зошто дојде, сите се креваат, гледајќи го предавството на покривањето на Јуда, кој фаќаат Христос. Христос правеше чудо, како јавне на колене, мирно стои. Петар, жестокиот, кој што беше, свети апостол Петар, кој што беше спремен на мир, а ќе видиме попосле што ќе се случи. Вади нож. Бидејќи беше рибар, секој рибар има нож. И на еден од слугите, Малх, му го сеча десното уво. Христос му вели, кој за нож се паќа, од нож ќе загине. И му го исцелува истото уво. Со тоа сака едно да ни покаже. Ние, христијаните, не сме повикани да бидеме маџ Божи. Ние, христијаните, не сме повикани
да се шириме и да се множиме насилно. Иако може би во историјата тоа се случувало. Ние сме чеда на љубовта Божја. Ние сме чеда на благословот Божји и треба да благословуваме. Со тоа не повикува дека иако ќе бидеме клеветени, се треба да го примиме мирно, бидејќи ќе во слава Божја и во наша слава, како и позашто го прави и Христос. Го предава. Апостолите се разбегуваат заедно со најсилниот Петар. Се разбегуваат. Буквално како кога на едно стадо ќе му го земете овчарот и овците паќа секоја каде ќе ги. Го водат Христос во домот на првосвештеникот Ана, каде што бива исмева, и потоа го водат во домот на првосвештеникот Кајафа. И замислете. Се случува едно за пример наместено судење. За пример. Значи, доколку сакате да видите пример што значи судење наместено, што значи осуден за ништо, отворете го Новиот. Безгрешниот ние луѓето го осудихме како? Христос го обвинува бидејќи рече: ќе го разрушам овој храм, не оној, и за 3 дена ќе го возобновам. Тие велат, тој рече ќе го разрушам храмот и за 3 дена ќе го возобновам. Со тоа, самите покажувајќи во тој момент едно големо идолопоклонство. Бидејќи во тој момент тие храмот го сметале за нешто најсвето. Дури замислете, Бог не го светаме за тоа свет, колку храмот. Кој е поважен, човекот или домот? Човекот? Ја мислам човекот. Бидејќи човекот е оној што го гради домот, Бог е оној кој што е во храмот, не е храмот. И разјарени, бидејќи удриле на нивната гордост, Ана, првосвештеникот, тоа Кајафа ги кине своите облеки. А во тоа време да скинеш облека, првосвештеничка, како што свештениците сега носат кога служат, или мантиите, не знаете црните, фактички облека од рамењата до доле, како туника спуштен, означувало некој да искажува голема ерест. Што до толку била голема, што не можел човекот да издржи, мора да искине, и со тоа да означи дека ова е голема хула. Ги кинат своите облеки и велат, ова заслужува смрт. Ето да се снимава. Тука е проблемот. Прво, намештајката е во следното: што? Нема на состојба на законот Мојсиев право да судат вечер. Тие судат на Христа вечер. Во истата вечер и во домот на Ана, првосвештеникот, свети апостол Петар 3 пати се одрекува. Кога најпрви се одрекува, кога доаѓа да го навлезот, и му речат, ова е еден, и му велат, ова е еден од Христовите ученици, истина ви викалам, не го познавам. Втор пат, кога повторно роднинина, овој го гледав, кога повторно вели, не го познавам, и трет пат, кога најблиска роднина, на Малх го гледа, и кога самиот свесно се одрекува од Христа. И пазете, Христос кој во моментот се наоѓа на наместено судење во кое не сме навечер да му се суди и не сме да биде осуден на смрт врз основа на еврејскиот закон од еврејските свештено ниводачи, поминува покрај Петар и го гледа во очи. И веднаш да запевува петолот. А што рече Христос? Нека запее Петар 3 пати, нека 3 пати да се облечеш од него. Петар сваќа. И повеќе е досан. И со тоа ни се остава една многу голема полука до сите нас. Не сум јас оној што прави големи дела. Не сум јас оној што можам се. Не сум јас оној што ќе бидам утре подобар човек. Не сум јас оној што можам да направам. Јас сум оној што можам да молам од Бога
за во мене да се исполнува Боговата милост. И тој ќе одлучи дали ќе ме пониси или ќе ме подигне. Утре веќе е Велики петок. Велики петок црквата го спомнува по. Веќе имаме еден осуденик на смрт. Но не можеме ние како еврејски првосвещеници да го осудиме на смрт. Ако има власта во тоа време да осуди смрт, администрација, овие се фактички религиозната организација тогаш, администрацијата римска има право да осуди. Идат ке Пилат, понтискиот Пилат, кој потекува од област на Понт. И му велат, го донесува овој да му судиш. Зошто да му судам? Кога сваќа тој дека се однесува за судење врз основа на верски обичаи и верски закони, вели овој човек, јас немам со што да судам ова, вие судете си. Замислете го лицемерието. Оние што го водат на смрт, на Пасха, оно што е Пасхата, избавувањето од сите, не влегуваат во судницата, бидејќи тоа е место на неснабожците, а тие верните го предаваат Бога. За да биде уште поголемо лицемерието од кај Пилат, тие одат кај Пилата, тие одат кај сега да го видам, само да ти се спомни. Кај Кајаф. Загези. Кај Пилата, од кај Пилата одат кај Кајафа. Кајафа слушнал за Христос и му бил интересен, правил чуда, си мислел овој дека е некој волшебник, ќе направи некој чудо. Но видел дека нема со него што да прави, го врете назад кај Пилат. Апла Кајаф исто така бил омрзнан кај еврејскиот народ, бидејќи бил самарјанин, а самарјаните биле неомрзнани. Повторно веќе Пилат. Пилат повторно ги гледа на Велики петок пред себе. Немајќи што да прави, бидејќи има разјавена толпа, вели јас не гледам дека овој човек е крив. И наредува да го бичуваат. Го бичуваат Христа. Му ја совлакаат неговата облека, му наметнуваат римски црвен плашт, римска црвена облека, му ставаат баграница на рацете и венец на главата. Го имате с вашиот цар, царот јудејски. Тие на шала, иако најпонизната царска облека, самите посведочуваат дека оно што го тепаат е навистина царот, кој го носи царскиот плашт, иако војнички и понижено, го носи царскиот жезол, иако прачка, и ја носи царската коруна, иако трн. Го бичувал Христа и Пилат вели, јас навистина не гледам вина. Изберете дали да ви го ослободам овој Варава, кој убиваше ваши луѓе, кој крена восстание и во тоа восстание ваши луѓе загина и поради тоа восстание и ваши луѓе тепавме, убивме, или сакате да ви го ослободиме овој Христос, кој не ви направи ништо. Вашите мртовци ги воскресна, Лазара го воскресна во саботата. Оние што не можеа да стојат им ги крена, оние што не гледаат им даде вид, оние што беа лепрозни, што телото им се распаѓа, добија здрави. Кого ќе разме, се разбира. Разме оно што не им одговараше, бидејќи дојде и ми ја покажа грешност. Кој на нас највеќе не ни одговара во нашата човекова гордост? Оно што нема грев, оно што го нема тој грев и ќе дојде ќе рече ти грешиш. Ама овој што рече ти грешиш, рече ти можеш да се поправиш, дојде јас ќе ти кажам како. Но тој што рече дојде јас ќе ти кажам како, не учеше за царство земно кое очекува евреите, учеше за царство небесно и ради тоа празнуваат денес, со цел да се исполни пишалното дека ќе биде одведен како овца
на заколение, овца на заколение, каде што меѓу збора нема присуство. И на вистина. Го осудуваат Христа и му даваат да поноси својот крест. Верувате дека тоа е навистина бил тежок крест. Не е како сега лесни дрво што се гледа Христовата изнемошна крест. Тој неколку пати водејќи по патот на Голготата страдање, паѓа. И по патот на Голготата го сретнуваат киринејецот Симеон, кој му дава да го носи крстот на Христос, бидејќи Христос повеќе нема сила. Нема да стигне. Ќе умре на пат, ама целта не е да умре на патот, целта е да умре пред сите. Имаме забава за безбожница. Ќе го разплуваме Бога. Значи, кој на Голгота. Голгота значи место на череп. Ќе објаснам и зошто. И сега тука малку ќе додека е времето, ќе предам малку на традиција околу црвените јајца за да разбиме од запота. Според црковната традиција, во моментот кога Христос оди со крстот, поминува покрај една жена која подесувала јајца. И откако помина покрај крстот, тие јајца постанале црвени. И во чест на тој настан, православната црква, односно ние православните, бапсаме црвени јајца. Ако видел некој зелена крв, тоа е веќе друго. Јас се не сум видел. Плава крв сум слушал некој нас. И оди Христос на Голгота, каде што оно што со рацете правеше да погледат, да прогледуваат слепи, во рацете му закупуваат клиници, наносат клиници и го распнуваат. При тоа евреите велики му радувај се царе јудејски, едни спасуваше, сам не можеш да се спасиш. Ако си цар, симни се од крстот. А за да биде уште по-големо исмевањето, Пилат наредува горе на крстот да закачат Исус Христос цар јудејски. Да закачи, навистина Исус Христос е царот јудејски, но не на Јудеја од земјата, не на Јудеја со земните походи, но на небесниот Јерусалим. Христос бива распнат во петок. Односно, веќе тоа според црковното светење предеите од Јерусалим. Тоест, шестиот ден е петок, мој лапсус. Бива распнат во шестиот ден, односно петок, бидејќи кај евреите започнува денот од недела, завршува со сабота тие 6 дни, со петок и шестиот ден саботата е. И бива распнат во шестиот ден, според нашето сметање петок, во шестиот час. Зошто? Бидејќи во шестиот ден, односно кога беше создан Адам, во шестиот час, тој беше само 6 часа во рајската градина, вкуси од дрвото на забранетиот плод. И во тој ден, и во тој час бива распнат и Христос. И според црковното предание, Христос, крстот негов, бил поставен под черепот на Адам. Како? Да, значи на черепот, лапсус. Како? Врз основа на црковното предание, по потопот, коските на Адама испливале од водата и се разбили, додека черепот бил оставен на Голгота. И царот Соломон, според други ангелите, на тоа место го закопале черепот со многу камења, со цел да не се осквернува черепот на нашиот праголет. На истиот тој место, кој веќе било заборавено, потекува крвта на оно, со кој сите жртви стануваат анулирани бидејќи се немотни, и со кој се избавува и Адам, и сите, односно, Адам бидува крстен со крвта на Христос. Христос веќе во шестиот ден и во шестиот час бива распнат, веќе во деветиот час умре. А тоа се гледа од тоа што
римските војници, кога сакаат да ги кршат колената на другите разумни крстот со цел побрзо да умрат, доаѓат и гледат и Мартовицки Христос. Возлезисвето на Мартовицки воскрес. Тие не го знаат тоа. Со копие пробудуваат во неговото десно ребро, од кое тече крв и вода, што е основен медицински доказ дека доколку потече крв и вода, веќе имаме случај дека имаме мртвец. Кој ги изучува медицината, може да го провери овој факт. Христос ради. Евреите може би сидат дома зри. Може би старешините велат, фала Богу да не могу да не. Небото потемнува. Се случуваат земјотреси. Мртви воскреснуваат и црковната завеса во Иерусалимскиот храм, не можејќи да ја погледа беззаконието, оној чиј дом беше храм да биде распнат, се кине. Еве до каде стигна човековото безумие. А ќе видите, така и поштаковите и стигна. Јосиф од Ариматеја, веќе по 6-тиот ден, оди осмицата вече, оди пара дозвола од пилата за да биде синат Христосот престол, за да биде погребан. И во 6-тиот ден, навистина мртовецот бива погребан во нов гроб. Како што пее црковната химна, благообразниот Јосиф те симна од дрвото и во нов гроб те положи. Но зошто? За неверникот, за оној што има слаба вера и оној што не верува, се може да биде причина дека не е така. Доколку Христос го положија во гроб, во кој имаше положено претходно некој човек, ќе рекоа, па тој беше положен во гроб направен и затоа воскресен. А во Израилот се немаше десено чудо на воскресение. Првото воскресение беше кога Христос го воскресна Лазар. Умот, првата граница, што ја преваќа. Втората граница, ќе ја видите многу побрзо. Го положува во нов гроб. Жените мироносици доаѓаат со мирово помачкуваат неговото тело, како што спомна за блудницата што го помашка, што ја помаза неговата глава со скапоцено миро за да бидат искорени и го убила во поштаница. И јудејците, навистина паметни народ, но лукавството им текнува, а во овој велеше ќе го разорна храмот, а сега им текна за кој храм се збори, им текна, ќе го разорна тело, ќе ме растне. Им текна дека пророкот Јона 3 пати, 3 дена беше во китот и китот го изфрли на површина со цел да се покаже дека Спасителот 3 ден ќе биде растнат и во 3-тиот ден ќе воскресне. Им текна на тоа, море велат, дај да се осигураме, еден голем камен ќе ставиме на Јуда, тоест Понцискиот Пилат им дозволува тоа. Веќе добро ми текна што се спомнат Јуда не сакајќи. На Велики петок Јуда гледајќи како шетам од тема до тема, гледајќи како го носат, како Христос страда, носи крстот, гледајќи што направил и не можејќи да им ги врати парите на првосвештениците, бидејќи тие откако тој свати дека предаде невина крв и вела ти мисли си, јамката околу брат се беси и пази. Оно што се беси се надува и срцето се пази. Волемите. Зошто црквата вели самоубиството на кај. Бидејќи Јуда, иако го предаде Бог му даде шанса да се покае со тоа што го остави во живот. Иако
тој заедно со Петар ја има најтешката казна, совеста. Дури Петар, до крајот на својот живот, кога ќе слушнаше петел да запее, плачеше. Бидејќи му текнуваше, кого предаде? Тој мажот. Тој најславниот од сите, најголемиот со палма. Кога ќе слушнеше петел како кукурика, плачеше. Но се покаја, Бог го прими. Но Јуда слабиот или силниот на дела ојдов да го предава, падна и се обеси. Но тоа беше во петок, но сабота. Веќе кога го положија во гробот и го помаза со миро и со плаштаница го убија, го запечатуваат гробот, сигурно да сме причини. Мартовецот да не избегал него или учениците галилејски рибари слаби, да не го тргнат. Мислам, тој камен, еден римски полк, едва можел да го тргне. А збориме за најмалку 30 души. Ова се 12. А рибар, замислете, рибар, не билдер, рибар, не од кој Петар бил човек во години, а Јован бил млад. Безумието човеков. И поставуваат стража да не го украднат плашливите апостоли, кои кога видоа Христа го фанаа и избегаа како овци, што беа реално тогаш наоружени, сега ќе додат и го украднат Христа со запечатен гроб и со војска од 30 души. Но човековиот ум опасно сработи дупло повеќе и дупло повеќе размислува на злото. Океј, запечатија тоа, оставија го. И што се случи? Христос воскреси. Се случи земјотрес, ангел го тргна каменот од гробот, кога ја видоа страшната работа, што се случува, светлината војниците слепеа и го нема мртовецот. Каде? Го нема. Тој беше мртов, како ќе тргне се тоа? Како кога 30 души да го тргам? Мислам, многу сенсе да ја отворам вратава без квака, а па замислете од внатре еден камен да 30 души. Каде? Воскресна. Доаѓаат и Господ воскресна себе промени Богородица. Дојде Марија Магдалина на гробот. Ангели кажа, да не го бара бидејќи тој воскресна. Ојде таа да им ја соопшти радосната вест на учениците Петар и Јован. Замислете, Петар, иако се откажа, Христос ја праќа Магдалина да соопшти радосна вест. Бог не се откажува од нас, и вие од него се откажува, иако ние од него се откажуваме. И што се случува? Христос им се јавува на своите ученици, се јавува и на повеќе престотни души, со што се потврдува неговото воскресение. Но израелците, гледајќи веќе напијавме, веќе толку, како што информатичарите би рекле, системот падна, не работи, имаме вирус, немаме што направи. Шо ке прави? Војниците доаѓаат ни кажуваат, се случи чудо, ослепевме, ангел го тргна каменот, немаме мртовец. Мислам, многу сенсе да изгубите мртовец. Тој има нозе, логички, нема нозе. Како го изгубите? Овие слабиве апостоли што се затворија во дом од страх од јудејците, и во тој дом Христос беззавлегува преку врата, бидејќи како Бог со воскресното тело, не ги имаше повеќе овие телесни, ова тело што ги имаме ние до воскреснено, кој ќе го имаме сите при воскресение, тој без преку вратата влез, за да им каже, јас воскреснав. Тој е Бог. Ги остави недоумица и јудеите и сите кои не веруваат во денес.
И сите кои не веруваат до денес, ја кажаа следнава вака. Еве ли толку пари. Се случи што се случи. Вие ќе идете ќе кажете на Пилат. Дојдоа апостолите и го украдна. Тие беа 12. Овие беа преку 30. Тие беа слаби, овие беа римски војници. Да бидеш римски војник е чест, гордост и сила по тоа време. А им рекоа, тие го кажете на тоа, и ние ќе ве оправдаме, и ги оправдаме. И до ден денеска сите неверници ја шират таа лага. Христос беше над апостолите, но Христос воскресна од мртвите. Со тоа, нашата природа ќе избави од смртта, им проповедаше во шестиот ден на оние во адот и на оние што поверуваат заедно со праведниците од пеколот, кој тогаш ги држеше сите умрени и одведе во рајот, и со тоа на нас сите не ја даде можноста да го победиме од гревот и да го наследиме Царството Божие, велејќи дека смртта не е последното, но доаѓа воскресението, после кое ќе бидеме во вечна радост и во вечно заедништво со Бога. Затоа, Христос воскресна и нека не ве плаши ништо. И нека не ве плашат оние кои што можат да го победат вашето тело, бидејќи тие не можат да ја победат вашата душа. Тоа е се. Христос воскресе из мертвих, смертиот смрт поправ. Исус тимо гробје живот дарова. Христос воскресе из мертвих, смертиот смрт поправ. Исус тимо гробје живот дарова. Христос воскресе из мертвих, смрт